Компанијата на осудениот бизнисмен Сеат Кочан добила дополнителен рок за да го заврши трговскиот центар Емпорио во општината Ѓорче Петров. Трансмет треба до крајот на октомври да го доврши започнатиот објект, а во моментов гради без банкарска гаранција. Сепак, општината наплаќа казнени пенали за секој ден од овој рок поминат без банкарската гаранција. Досега во буџетот на општината Ѓорче Петров по овој основ легнале 240.000 евра и општината ќе продолжи да инкасира пенали од Трансмет до истекот на рокот. Рокот за градба на делот од објектот кој треба да ја припадне на општината беше до 1.1.2018, а рокот за деловниот објект Емпорио Мол до 31.5.2018. Со анекс договор, Трансмет требаше да достави банкарска гаранција со важност до 31.5.2018. Меѓутоа, тие доставија гаранција со важност до 4.12.2017, со образложение дека имале договор со банката на месечно ниво да им ја продолжуваат гаранцијата. Општината го извести приватниот партнер Трансмет дека банкарската гаранција ќе ја прифати, меѓутоа, бидејќи не го запазија рокот за доставената гаранција, овој анекс на договор е неважечки, а согласно тоа ќе им се наплатат казнени пенали за секој ден каснење. Така општината наплати пенали во износ од 240.000 евра во денарска противвредност. Во меѓувреме, Трансмет беше во постојан контакт со општината, бараа ново продолжување на рокот за завршување, меѓутоа им беа блокирани сметките во некои од банките со кои работат, па не беа во можност да достават нова банкарска гаранција. Договорот се уште не е раскинат, се обидуваат да ги пренесат правата и обврските на друг партнер. Сега, рокот им е продолжен до 31.10.2018 година. Се уште немаат доставено банкарска гаранција. Појаснуваат од општината, нашата камера не забележа градежни активности на објектот. Имотот на Трансмет е замрзнат и чека пресудата да стане правосилна за да почне конфискацијата. Во Емпорио, според катастарската евиденција, Трансмет поседува илјадници квадратни метри во деловен простор, ресторани, кафулиња, супермаркети. Компанијата на Кочан не сме да учествува на тендери во наредните 3 години, а што ќе се случи со трговскиот Емпорио се уште е неизвестно.